ме радува фактот што и вие како медиуми присуствувавте, значи при овој распит, тоа е прв пат и баш ме радува и мислам дека сигурен сум дури дека и самите можете да утврдите како е сведок збунет, како е конфузен и како всушност се работи, тоа сум повеќе сигурен, за сведок кој е инструиран. Не би можел да знам точно од кого е инструиран, меѓутоа очигледно дека е инструиран, бидејќи се до толку разликите големи, посебно во временскиот интервал кога тој наводно и да не навлегувам многу, не сепак се со посебни истражни мерки и со посебни мерки, со примерки, бидејќи се работи за загрозен сведок, меѓутоа е повеќе сигурно дека овој загрозен сведок не ја зборува вистината. Воопшто и самото негово инволвирање, стадиумот на инволвирање во оваа постапка го кажува тоа, а пак радува исто така дека специјалната јавно обвинителство е навистина сериозна и професионална, присуствува дури 4 специјални јавни обвинители, што навистина радува и дава оптимизам дека ќе се расветли до крај овој немил настан, а пак денеска ние не завршивме со испитувањето на загрозениот сведок, тоа ќе следи за утре, значи со понатамошниот распит на овој загрозен сведок и мислам дека до крај ќе биде сосем девалвиран. Целата таа пресуда сте ја виделе, јас сум сигурен, се базира практично на исказот на овој целиот е, значи и диспозитивот на целата таа пресуда, не само на првостепената, дури на второстепената и од страна на апелација, се базира на исказот на лажниот, тоа сум сигурен, исказ на овој загрозен сведок и мислам дека токму тоа што го успеаме да го докажеме во претходните постапки, во првостепената и во апелација на една седница, но посебно кај Врховниот суд, уствари токму овој загрозен сведок, неговите контрадикторни сосем и конфузни искази доведе до тоа практично овој предметите се укине и да почне наново.